зборуваме за тениски турнир, отвореното тениско првенство на Македонија, а со кого ќе зборуваме ако не со Горан Шевченко, представникот на Тениската федерација на Македонија. Добро утро, добро ден дојдовте. Добро утро, благодарам на поканата. Ете, како и минатата година, ова пред нашите настани некако ова станува мое гостување традиционално. И нормално за турнирот. Така, за убави работи ќе разговараме. Ете, како што рековме, имаме доаѓа нашиот турнир отвореното првенство на Македонија, за кое што ќе можеме малце поише. Да, отвореното првенство на Македонија оваа година каков квалитет ќе ни понуди, со што ќе го привлече љубителот на тенисот и на спортот воопшто, се разбира. Така, овој турнир некако прераснува во се подобар и подобар во поглед на нивото кое што го имаме на играчите, самите играчи кои што доаѓаат. Имаме играч кој што ни доаѓа од топ 100 на светската ранглиста, прв пат таков играч имаме, обично беа околу 200-то место на светската ранглиста. Тој играч е Хуго Делиен, кој што пред неколку дена играше трето коло во Рим, значи на Мастерсот илјадарка во Рим. Поред него доаѓа, значи, уште 30 тенисери кои што се наоѓаат под 300-тото место. Значи, отприлика се движат од 150-тото, 200-тото до 300-тото место. А од нашите тенисери играат Калин Ивановски, кој ни се врати после повредата која што имаше минатата година, Гора Србљак, Берг Бугарич и Амар Хусиновиќ, кои што се во моментов сигурни учесници. Истите тие ќе настапат потоа на Девис Купот кој што е за 2 недели. Во поглед на турнирот е, како што реков, подобар од минатата година и во поглед на парите кои што се даваат, нели, prize money, кои што го викаме, или наградниот фонд. Паричните средства кои што секако се мамка за тенисерите. Кој што е зголемен за $18,000, значи сега е $100,000, а инаку во поглед на бодовите истиот, ATP Challenger 75, значи победникот добива 75 поени. Да. Македонија Open или Macedonija Open 2025 ATP Challenger турнир, така. Дали само финансиите се пресудни за учеството на се подобри и подобри тенисери секоја година или има нешто и во организацијата? Организацијата е таа која што ги привлекува луѓето, значи играчите да дојдат повторно. Тоа е една од причините, нели? Меѓутоа се разбира и наградниот фонд. Наградниот фонд секој сака нормално од еден турнир да добие поголеми средства. Значи комбинација на тие две работи е успехот кој што, нели, го имаме ние како организатори, како Тениска федерација. Меѓутоа самите луѓе некако фидбекот кој што го даваат официјалниот и неофицијалниот за нас е многу важен, а фидбекот кој што го добиваме е навистина позитивен, нели? Да, дали сме добри домаќини, што велат гостите? Па, ја мислам како и цела држава кој што сме домаќини за сите работи и ние сме го следиме тој тренд, топли сме како лица, нели, како нација и не сакаат, луѓето едноставно не сакаат. Убава храна имаме, убав, да кажеме, провоци имаат луѓето кои ќе дојдат тука, има места кои што сакаат да ги посетат, значи во некое нивно слободно време. И ретко виден централен парк во европски па и во светски рамки може да се пофалиме. Имаме река низ центарот, имаме планина во центарот. Тоа е редок склоп на нешта кои што ги мамат странските туристи. Добро, а со што тениските туристи и домашни љубители на тенисот ќе ги мами Тениската федерација оваа календарска година? Оваа календарска година имаме навистина еден богат календар, да го кажам, кој што го испланиравме, почнувајќи со оние фестивали кои што ги започнавме во март месец. Веќе организиравме 3 во 4 града, значи бевме во Скопје, имавме на школка, организиравме настан каде што присутни беа повеќе од 300 деца. Потоа отидовме во Штип Куманово и на крајот завршивме во Охрид, а во септември се планира посета на уште 6 града. Значи вкупно ќе бидат 10 фестивали и очекуваме тенисот да допре директно до бројка од деца повеќе од 3000 дечиња, што е одлична бројка за еден таков вид. До сега имаме околу 700, така да со 4 фестивали веќе одиме, корачиме кон тоа да го исполниме. Рековме, настанот следен кој што го имаме е Челенџерот, нашиот Челенџер. Потоа за 2 недели после завршетокот на Челенџерот некако малку ќе ни биде времето со организација многу кратко. Организираме третата европска група од Девис Купот, каде што ние сме домаќини, а поред нас, односно покрај нас, ни доаѓаат Малта, Ерменија, Латвија, Црна Гора и Молдавија. Молдавија веќе е пријавен Раду Албот, кој што беше топ 100 на светската ранглиста, дали ќе дојде ќе видиме. Меѓутоа, очекуваме на тој Девис Куп нашите играчи да одиграат добро и првите 3 екипи влегуваат во група повисоко. Така да, како што Били Джинов пред 2 години влеговме во втората група, очекуваме и се надеваме дека и ние тоа ќе го направиме.
и целата таа календарска година покрај сите оние турнири национални што ги организираме, завршуваме со женскиот фьючерс V50 со награден фонд од 40.000 американски долари, кој што ќе биде крајот на септември. Очекуваме Лина да игра тамо, Меги, значи сите оние наши најдобри тенисерки, да не ги изоставам, нели, машките ги спомнав, девојчињата исто така треба. Секако, ние од машкото крило ги најавиме сега и дамите, кои што следуваат во емисијата Македонија на утро, а ние очекуваме едно жолто топче со логото Macedоnia Open 2025 да биде подарок, да го краси ова студио. Дали на следното гостување или можеби на деновите кога кога ќе трае челенџерот, ќе се обидеме да го креираме тоа, го ветувам тоа, значи официјално пред цела јавност, ќе направиме едно убаво лого на Тениска федерација. Мислам неколку топчиња најубаво да дадеме, пошто тие се губат, некои ги взимаат за кучиња да фрлаат, нели? Меѓутоа, овие ќе си ги чувате, ќе донесеме 3-4 топчиња кои што ќе можете да ги наредите со нашето лого. Сериозни партнери сме, заедно работиме за доброто на македонскиот тенис, на македонскиот спорт. Ви организирате, ние промовираме, информираме, благодариме што сте толку во полна паре или во толку полна паре, а бидете уште по жестоки во организацијата на настаните и ве чекаме повторно во студиото. Фала ви многу, само да наведам дека турнирот се организира во Тенискиот клуб Југ од 18 до 24 мај. Зборам за челенџерот и влезот е бесплатен, промоција за сите оние љубители кои што сакаат да гледаат, нека повелат, ќе ги А ние секојдневно ќе информираме за резултатите.